Три високи тополи во центарот на Свети Николе стојат како сериозна закана веднаш до куќата на Далибор Спасовски и неговото семејство. Дрвјата со години се таму, но по вчерашното силно невреме што го зафати Свети Николе, стравот кај семејството е уште поголем. Спасовски вели дека ноќва не ја преспал, плашејќи се дека силниот ветер може да ги бутне тополите и да предизвика голема штета. Вели дека секое ново невреме за нив е нова грижа, бидејќи не знаат дали следниот ветер ќе биде оној кој што ќе ги урне дрвјата. Додава дека повеќе пати се обратил до општината и надлежните институции, но решение се уште нема, па бара итна реакција пред да се случи несакана ситуација. Постојаме опасност на фамилијата. Јас одам сменски на работа, така да фамилијата останува сама. Јас мора да одам на работа. Значи, многу се високи и големи, претема опасност на куќата, на семејството. Јас одам сменски на работа. Локалата е запознаена, така да треба да се преземат мерки. Некои сите се оградуваат. Пршани градоначалник е Шумски, градоначалникот не упати кај Шумски дека требало, Шумски се оградува дека не требало, така да не знаеме каде се вратиме веќе. Далибор вели дека ова е центарот на градот, место каде што секојдневно поминуваат граѓаните, па стравуваат дека доколку не се реагира навреме, последиците може да бидат големи. Согласува се цело мало, не може и да го соберам и малото, не е битно. Сега во моментот може да ги собереме. Ово е прводно место, ово е центар место. Во ово место ако не се спази, доколку не се спази во ово место, не знам кое место би се... Ево ги пензионери, таму во дворот ми мина. Не мина тука. Во дворот ми мина. Зашто сите гледат, пазат се од овие тополи. Варкат се. Преголема опасност е и имам голема среќа вчера што не се случи ништо. Следното време е временска прогноза е најавено дека ќе има опасност. Доколку не дојдат државните институции, не знам како ќе се справиме и што ќе се справиме. Во согласно со ситуацијата, Емнет телевизија се обрати до општината Свети Николе, откаде посочуваа дека тие не се надлежни за решавање на овој проблем. Оттаму вела дека грижата за дрвјата е во надлежност на шумското стопанство, откаде треба да се преземат соодветни мерки.